И добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на Celebrate Life подкастот. Јас сум Горан Костовски Индок. Ова е петата епизода. Во 98-ма за мене мојот живот беше звукот на модемот и веројатно имав среќа целиот тој интернет свет да го конзумирам уште од рани години. Прилично ми беше досадно идењето школа и образовниот систем. Интернетот беше мојата школа. Таму цел еден нов свет се отвори од музика до облека и све останато. Деновиве ние сме на интернет 24 сати покрај локдаунот, нели? Мојот локдаун е више од 3 март и ја цело време се запрашував леле ако снема интернет, што ќе се случува и т.н. До сега за среќа само еднаш снема интернет. Македонија е прилично добро покриена со 80% интернет. Деновиве многу размислувам исто дали интернетов ќе не обслужи. Денеска ми е многу драго што го имам Андреј Петровски од Share фондацијата. Андреј, ти благодарам што прифати да бидеш гостин на мојот подкаст и малце да ги отвориме темиве и луѓево да разберат како можеме да му помогнеме на интернетот овие денови, бидејќи има страф кај многу од нас што ако падне. Благодарам на поканата, пред се поздрави до твоите слушатели. Па да, мислам за сега да куцам одерно, јас живеам во Белград веќе. Во Белград, да. Некое време, да. Така да во контекст на целиот регион, мислам дека до сега немавме поголеми проблеми во однос на конекцијата. Се надевам дека така и ќе остане, но што потоците за почеток за Србија можам да зборувам го говорат во моментов е дека оптеретувањето е зголемено за некои 15 до 20%, меѓутоа просечно е тоа секако во различни периоди од денот, особено во текот на работното време кога луѓето работат сега од дома па се поврзуваат на некои своји интерни мрежи во канцеларија преку VPN, односно преку интернет, оптеретувањето и малку поголемо, меѓутоа во секој случај за сега конекцијата делува доста стабилно. Се надевам дека така ќе остане. Супер, значи дефинитивно стравовите, ја често зборуваме, ја као 2 месеци не сум уклучил Netflix, не знам зашто, ама некако као денове сите се на Netflix, али ја као толку сум овер бизи што цело време сум на некои вебинари, слушам цело време музика, гледам лайв стримови и све останато и викам ако го користам интернетот, барем да го користам за нешто да научам, да се ги апгрейдувам своите скилс. Значи генерално твојот став е дека оваа инфраструктура може да издржи до сега? За сега инфраструктура е доста отпорна на ова оптеретување. Знаете како ние имавме пред некое време, односно во последниве неколку години, ако зборуваме веќе за малку една друга тема која што нема да ја отварам, пошто не сакам да зборувам ја рамо на таа тема, тоа е криптомайнинг. Значи криптомайнинг стана во некој момент тоа рударење, така на локален јазик кажано, стана толку популарно да практично секој во секоја шупа имаше по некој компјутер кој што му нешто тука копаше, да, рудареше и со тоа секако ја оптеретуваше покрај електричната мрежа и интернет мрежата. Сега популарноста на криптомајнингот е секако оди малку надоле и со тоа значи дека не е оптеретувањето нешто што е дисруптивно, што се случи во последниве неколку недели, односно месеци нешто веќе сега. Туку ние ја оптеретуваме инфраструктурата доста често. Она што е по-проблематично и она што веќе ти и јас негде го малку чачнавме пред да почнеме да снимаме е се сервисите, односно различни онлайн сервиси кои што ние ги користиме во секојдневниот живот, што за професионални, што за приватни потреби, као и не знам, Skype, Zoom, Netflix, YouTube и така натаму. Тие сервиси се покажаа како поранливи на ова оптеретување, што е до некаде и логично, бидејќи капацитетите на секој од тие сервиси се димензионирани за некое оптимално користење во редовни услови. И сега кај одреден број на сервиси, особено овие кои што се користат за некоја онлайн работа, односно за состаноци
преку интернет, односно она што ги замени физичките состаноци заради тоа физичко дистанцирање на луѓето, односно тоа го некаде пренесе на интернет, тие сервиси нормално сега се пооптеретени отколку што беа претходно и кај нив се осеќа и некоја разлика во квалитетот. Например, Netflix го намали квалитетот во Европа. Во Европа, така. Да, во Америка не, например. И дури Google стримовите исто ги намали. Да. Како што знам, веројатно затоа што можеби американскиот пазар е буквално вајда позаразен на тие full quality програми, али за американски, мислам, не пазарот толку колку американскиот корисник. Корисниците во Америка се навикнати да кога го плаќаат нешто, добијат услугата која ја плаќаат. Сега вие како корисник на Netflix во Европа, ако плаќате 4K, односно некој премиум пакета, добиете Full HD, веројатно ќе реагирате, може би меѓутоа механизмите за да го како се вика тоа, да барате некоја одштета, условно речено, од Netflix е многу поограничени отколку во соединетите држави, бидејќи таму од таму и потекнува оној концепт дека корисникот е секогаш во право. Да. Супер. Како ние можеме да му помогнеме на интернет да новисто? Тоа ми е многу вака возбудливо прашање. Значи, дури онака ја, кога седам на Zoom и све останато, избегавам да користам камери, ако имам дома многу добра конекција, али некако цело време у глава ми стои помогни му на интернет, може би не треба да сум толку, али што мислите дека е најдобро моментов некако сите да превземеме за да му помогнеме на интернетот да не е, например, у некој момент да не дојде до ништо ненамерно. Да, мислам, ние, како кажам, ние мислам на Share фондација, објавивме интересен инфографик да не прсне нет. Да, супер, го видов. Пред неколку недели. И тука препораките се на линија на таа дигитална хигиена, која што ние пропагираме и надвор од ова вонредна состојба, односно начин на користење секако порестриктивен во овој контекст, меѓутоа и генерално додатно генерирање на сообраќај секако не е нешто што се препорачува. Не од аспект сега на интернет како јавно добро, меѓутоа пред се од аспектот на количина на податоци кои што секој корисник ја остава негде на интернет. За почеток секако тоа да се дисейблираат, ако можам да кажам така, сите позадински преземања на податоци, онај аутоплей на видео, да кажеме на Instagram, Facebook, односно на сите социјални платформи. Понатаму тоа бинџовање најразлични серии исто така влече огромна количина на податоци, така што подкаст е секако нешто што е во овој контекст доста поекономично. Не знам, кога слушате музика, можете да имате некои колекции на да кажам на вашиот уред, наместо да пуштате плейлисти на YouTube, а да не го гледате видеото, односно доста често луѓето ќе пуштат плейлисти на YouTube и прават други работи заедно со тоа. Тоа мислам во пуштаат YouTube во позадина малте некако радио да им свири, а прават некои други работи. Така да мислам во такви ситуации секако може тоа да се замени со нешто што не оптеретува мрежата до таа мерка. Дали тоа ќе бидат MP3 фајлови или ќе биде нешто како Spotify или Deezer, секако постојат различни начини да се реши тоа. Ја си го намалих квалитетот на Spotify, викам ај овие моменти. Исто така имав обид да слушам стари CD-ња MP3-ки и контам дека немам CD плеер дома више. Значи тотално се префрливме на клауд, нели, све на интернет. Викам, човече, као не можеме ние ова да се вратиме сега чекор назад. Затоа што стварно се отиде чекор напред веќе. Многу чекори напред. А ние сето тоа го зедовме здраво за готово, знаете, мислам, тешко дека некој може да замисли
дека вака нешто ќе случи, дури и сега во некои ситуации делува помалку нереално, не само поврзано со интернет и со начинот на кој што функционираме на интернет, него и генерално мене ми се случува неколку пати во изминативе неколку години, спрашам чекај, ја тоа сонувам или е стварно или што се случува, пошто на многу луѓе драстично им се промени дневната рутина. Да. Апсолутно, малтене ние интернетџиите живееме у моментов нешто што сме го живееле, а никогаш не сме ни верувале дека ќе се случи, дека као цело време ќе сме онлайн, дека нашите животи ќе се сведат на живење онлайн и се останато, чак и онаа тезата што често ја слушаме get a life, повеќе нема функција, затоа што ова е баш буквално интернет живот. Да, тоа се тие два концепти, знаете, уште во IRC културата се развива, ние кажеме IRL, као in real life, и AFK, away from keyboard. Дали животот на интернет е реален живот, меѓутоа имате живот која сте, односно поред keyboard, што и во овој момент станува пак ирелевантно, пошто имате телефони кои што немаат keyboard, имаат само некој екран кој што е чувствителен на допир, така да ние сме 24 сати на интернет цело време и кога сме пред компјутери, кога не сме пред компјутер, ако имаме некој уред покрај нас, крај себе, например телефон, ако што е поврзан на интернет, значи дека сме онлайн. А да не зборуваме сега за оној нареден леер на Internet of Things и дали фрижидерот или машината за перење ви се поврзани на интернет, тоа значи дека конективноста наша како луѓе е на едно огромно ниво, дури и кога функционираме нормално. А сега во оваа фаза кога сме многу повеќе дома во однос на, да кажам, редовна ситуација, тоа е уште повеќе. Да. Апсолутно, мислам, стварно интересно е ова за обзервација све што се случува, нели нормално. Значи технологијава више комплетно, од врати и машини, како што напоминавте. Како се справува Србија у моментов со интернет трговијата? Пошто, например, кај нас у Македонија вчера беше пресмешно. Имав направено нарачка на 26 март од голем маркет. Мислам, цело време пазарам онлайн, не избегавам идење, дали 2-3 пути сум бил у продавница за изминативе месеци нешто. И пресмешно беше, ај што нарачкава е пред 2 недели, касни 3 сати, и сега стига за Ленчуков и сум нарачал кило домати, ми стига само еден домат. Ми стига само 2 моркови и се останато, викам, вау, дури и после 3 недели се уште не се спремни продавнициве со интернет трговијата и се уште малте не може и ја подценуваат, доека, например, 2-3 други сајта супер функционираат, затоа што веројатно првичната намена на нив им било интернет шопинг и се останато, и онака баш не ни каснаат у точен термин и се останато. Како стојат работите таму горе? Да, тоа е интересно, бидејќи во Србија тоа нарачување на намирници преку интернет е нешто што е многу да кажам, од домакинето во однос на Македонија. Сега, во секој случај, тука не тешко се наоѓа термин за достава. И она што е интересно, заедницата тука наоѓа некои помалку познати, например, сајтови кои што обично доставуваат на ресторани, фастфудови и така натаму, кои што не се иницијално наменети за физички лица, кои што се помалку познати, да кажам, на генералната јавност, како некој ќе најде на интернет некоја таква продавница, па ќе прати линк, па и тие ќе се пребукираат, така да во моментов не е баш лесно се нарача храна за достава во смисла на тоа намирници од супермаркет. Меѓутоа, она што е многу, да кажам, исто во моментов доста функционално е доставата на храна од ресторани. Тоа функционира безпрекорно. И со тоа што во Белград сега има многу помалку автомобили на улиците, драстично помалку, многу и побрзо ви стигнува храна за 15-20 минути, тоа што обично не е ситуација, односно се чека бар сат. Така да
Да, мислам другото ниво на проблемот е зошто супермаркетот има еден домат или три моркови, ама тоа е веќе прашање на генерално снабдување со храна, што во овој момент не е драстично, меѓутоа се приметува недостаток на мислам не недостаток, него помалку просто помала достапност на мирници. Многу беше интересно, на Facebook нешто пишав статус и како онлайн шопови пазарите и сега неколку луѓе што се на собственици на онлайн шопови ги знам и ги пингам на Facebook. И таа една другарка ми вика: "Да бе, нарачи денес, утре ќе ти доставиме." И викам: "Помалиот пазар, како пошто Македонија нели помал пазар, онака ти овозможува дури да ти се јават, знаеш, пошто ја имав некоја нарачка, им пишав: "Дечки, сум заборил", и ми се јавува и ми вика: "Да, нема проблем, ке знаеш." И сега тоа се предностите тука, а нели у криза па се појавуваат и нови стартапи, па се појави се еден нов вело стартап, нели минатава криза, па 2000 која беше таму, сите актуелни стартапи се појавува од Uber до Spotify, Slack и се останато, така да ќе видиме оваа криза сега какви стартапи ќе донесе. Али интересно е како све ќе се префрли на интернет. Мене ми е драго затоа што конечно можеби таа дигитализација што цело време ја зборуваме, конечно ќе почне да функционира. Клинциве тука почнаа со интернет настава. Кога мислам клинциве, не мислам да навредам, него мислам на луѓе деца што идат у школа. Ето школа, да. Да, и вчера на пример многу интересна вест прочитав дека 30.000 деца со социјален ризик или 18.400 нешто домаќинства, така нешто прилик, кои што немаат дома интернет и не можат да следат наставата, како ќе им се донираат картици од по 10 гига месечно. Викам: "И ова е супер, као конечно секој ќе има и дома и интернет, а што нели ќе идат у школа и некако од целава фрка што се случува со ковидот, ете ќе извлечеме и нешто позитивно, ја така. Да, тоа мислам особено мерката со доделувањето на пристапи на социјално загрозени категории, мислам дека е одличен правец и мислам дека е тоа нешто што би требало да биде смер и во иднина, не само во оваа ситуација, бидејќи интернетот не е луксус, интернетот е нешто што е веќе заедничко добро. Интернетот е практично на некој начин човеково право на комуникација, право на поврзаност. Така да од тој аспект секако е за поздравување одлуката, мислам дека Министерството за администрација и информатичко општество. Да, мислам искрено да, знам и некој оператор дека заедно, али да, може треба да изгуглам Министерство за образование и наука, точно. Можно, не е ни важно во суштина. Во секој случај тоа е одлука на извршната власт која што во секој случај е за поддржување и секако препорака за нив е и во иднина да им овозможат на сите пристап на широкопојасен интернет. Во однос на наставата, да, тоа е интересно. Прочитав некаде и во контакт сум со неколку своји пријатели кои што се професори во основни и средни школи и викаат дека децата се сега многу по заинтересирани за пратење настава, односно дека овој начин на пратење настава им е по приемчив, што има логика секако. Мислам дека и на долги стази реформата на образовниот систем треба да оди и кон тоа да дел од наставата биде онлайн. Секако концептот на формално образование е концепт на формално образование и тешко се менува, меѓутоа не значи дека не треба да се менува. Начинот на кој што сега децата одат на училиште не се разликува многу од начинот на кој што јас одев на училиште или па моите родители оделе на училиште, значи дека во таа област ни фали малку иновативност и дека треба да ги ангажираме, односно да ги придобиеме и новите генерации со тоа што ќе го прилагодиме форматот на наставата на нешто што нив име по блиско отколку зелена табла и бела крај. Да, јас од моето искуство како професор сум предавал и офлайн, малтене училница и онлайн. Повише ми се свигало, например, мене онлайн, затоа што реално на тие деца или тинејџери што сум предавал или пак
адолесцентни, тоа е нивното време. Значи, они живеат со тоа. И се останато. Ја, например, на сите мои другари и другарки деца имаат TikTok. И ја цело време се викам, ја TikTok нема да отварам, да се бламирам, да играм као тинејџер таму, да ми се смеат луѓе. Немам намера, тоа е нивно време. Децава бегаат од сите социјални мрежи кај што се родителиве, оставите ги да си имаат своја социјална мрежа, нека останат на TikTok. Така да веројатно затоа и образованието им е многу поинтересно. Овие деца... Така, меѓутоа ова е секако пораки за постарите генерации, односно за генерациите кои што се родители, дека ако сака да бидете одговорен родител и секако на сите тие места постојат и одредени ризици. За да можете да ги разберете тие ризици, секако треба и самите да се едуцират и апдейтуват и се и да никогаш не сте били интернет фанатик, да така кажам, или да не сте некој профил на личност кој што нужно сака да биде цело време на интернет. Ако вашите деца, особено помали деца, се на интернет, треба со основните концепти секако да бидете запознаени. Сега, оваа ситуација ги натера сите да мораат да користат некои работи кои што не ги користеле подоцна, меѓутоа генерално мислам дека тоа може да биде доста корисно и на подолги стази, односно како на некој начин еманципација на општеството и дигитализација, до некаде и принудна дигитализација. Да. Па видете, ние у вакво репресирано општество каде што живеевме, кога бев тинејџер, беше прилично све затворено. Така да интернетот нас ни помогне и ние да малтене се отвориме и како луѓе, затоа што у вакви стварно репресирани општества и како е потребна слободната мисла, па и тој начинот на дебатирање на тие форуми кои што сме седеле, па со кои што се соочуваш со различни мислења и све останато, тоа ти помага. Малтени ти да се образуваш, така да многу е битно интернетот да го користиме паметно. Апсолутно. Мислам, интернетот за жал не е само убаво место, него и место каде што има многу ризици. Дигиталната писменост и медиумската писменост, начинот на кој што примаме информации, начинот на кој што ги анализираме тие информации, количината на информации која што се наоѓа на интернет е ненормално поголема во однос на количината на информации која што добивате преку традиционални медиуми, телевизија, радио и така натаму. Интернетот е многу поподложен на различни видови на манипулации, пропаганда и така натаму. И тоа се секако работи со кои што треба комплетната популација да се занимава. Знаете, мислам, владата минатата година мислам дека имаше некоја стратегија за сузбивање на лажни вести на интернет. Тоа е супер сигнал. Меѓутоа и целото општество како такво треба да се едуцира, да препознае што е точно, а што не е точно, односно развој на тој начин на критичко размислување во однос на се она што ние го добиваме. А тоа е многу тешко, особено да кажам во земјите кои што имаат историја на тие позатворени системи, каде што плурализмот на мислата како таков, како концепт дошол доста касно, 90-тите или уште подоцна некаде. Апсолутно. Поготово оваква пост-трут ера, сега не можеме ни да разграничиме, али да, фейк ньюсот и така зима замав, дури веќе не можеме да ги приметиме кои се фейк ньюсот. Да, мислам, сега деновиве имаше, последниве неколку недели, особено целата дебата со 5G и сето тоа го пратев на дистанца, не се усудив да коментирам, пошто секако не е тема која што во која што можете да се објасните со некој, меѓутоа тоа ни покажува колку сме подложни всушност на манипулации. Еве денеска има фотка некоја со чип овој глумецов и као готово овој прв се чипира и тоа кружи денеска и вака само викам не е можно дека до овој степен, али да, дефинитивно стигна до тој степен. Да не збориме за теориите на заговор, што искрено нака ме загрижуваат, затоа што некои луѓе што сум ги мислел така малце по и вака кога гледам што постираат и што зборуваат, викам wait, а луѓето сакаат приказни, луѓето сакаат да читаат приказни и тоа е тоа. Тоа е просто во човечката природа. Меѓутоа, она што кажав, медиумска и дигитална писменост
комплетна е многу потребна. А тоа е со новите генерации, она што го спомна веќе, да, новите генерации многу брзо ги усвојуваат технологиите, меѓутоа сепак и новите генерации бараат заштита од своите родители, пошто тоа е повторно човечки нагон. Кога имаш некој проблем, всушност бараш од некој што е поискусен од тебе, општо што ти е авторитет во животот, некој вид на поддршка. Сега вие како родител, ако вашето дете е понапредно од вас во некоја технологија, нема можете адекватно да му помогнете. Тоа е уште една порака секако и до родителите, малку да не дозволат да нивните деца бидат толку многу пред нив кога е употребата на технологијата во прашање. Да, digital detox деновива и тоа си го правам малце, затоа што нели како влезе ковидов, она оверлоуд на информации и све останато, и едни мои другари баш Комкаст, поздрав до Мите, Дарко и Сеат, има многу интересна епизода кај што зборуваат баш за digital detox и све останато. Така да и оверлоудот на информациите баш некојаш нема може да ни помогне, него може само да ни одмогне. Затоа што буквално гледаме како се хистериша. Нека се споделуваат линкови. А сето тоа да се вратиме на причината зашто е тоа така. И сега би избегнал тие политички агенди и зашто некој сака да дистрибуира фейк ньюс. Не тоа значајно за нашиот мобет. Она што е многу позначајно е концептот на кликбейт, зашто ние дозволивме да влеземе во ера на таков surveillance капитализам во кој што да би некој заработил некоја сума на пари, треба што поголем број на луѓе да кликне на одреден линк или да види некоја реклама. Тоа е доста филозофско прашање на организација на општествен поредок. И сега ние сме вовлечени во тоа, што можеме да направиме. Она што јас секако на сите им го препорачувам со кој и да се запознаваме, прва работа да инсталира адблокер во сите браузери кои ги користи. За почеток, кога гледате YouTube, да не ви излагаат реклами на сред видео, и генерално на секој вебсайт кога ќе видите еден тон реклами, не можете да дојдете до она што ве интересира на крај. И кога ќе видам кај некој кој што не користи адблок како изгледа некој сајт, тоа е буквално да доживеете анксиозен напад, колку тука додатни содржини има кои што исто така влечат одредена количина на проток на податоци. Така да секако со блокирање на реклами вие практично малку и го, да кажам, намалувате тој проток кој што го користите, при тоа без ваша волја. Вие не барате да ги видите тие реклами, него тие ви се покажуваат автоматски. Практично доста напор треба негде да се вложи за да го прочистите своето искуство на интернет, односно да не дојдете до содржини кои што не сте ги барале. Бидејќи негде интернет и тие, ако ги зборуваме најбогатите, односно најуспешните во моментов компании, се сите базирани на тоа да собираат некакви податоци од корисниците и да ги продаваат, и од тоа и на таа основа да градат бизнис модели. Имаше во некој момент една синтагма која што беше доста често користена: ако нешто користите на интернет бесплатно, вие сте производот. Сега парадигмата малце е поинаква, односно ако не плаќате нешто на интернет, вие сте суровината која што се обработува и продава понатаму. Производот се вашите податоци некаде, а вие како такви сте практично нематеријален работник во некоја огромна мултинационална фабрика каде што има милиони и милиони различни други работници кои што работат за Марк Закерберг или овој Безос да се збогатат. Сериозно. Апсолутно. Се согласувам со тоа, меѓутоа тоа е денешниот корпоративен свет. Така е, меѓутоа мислам сега треба критички да се пристапи кон сето тоа и да се прашаме дали слободниот интернет како е битен, да.
дали колку моќ ние ставаме во рацете на сите тие компании, знаете, мислам 2016 изборите во Америка беа озбилна показна вежба за тоа како колкава е моќта заправо на друштвените мрежи во таквите процеси. Мислам, беше во Конгресот 11-12 сати сведочеше за тоа, за улогата на Facebook во целиот процес. За Брексит исто така, во регионот во некои земји исто така. Да, интересно. Тоа беше супер и после тоа документарците што излегува и све на тоа, обавезно кој го интересира слободата на интернет треба да ги провери овие работи. Андреј, што забележуваш денове? Што мислиш дека ќе биде следниот вака хајп по интернет што ќе се случува? Мислам, трговијава више тоа отиде до размери на алгоритмот, тоа не го дискутирам до кој степен отиде. Значи, овие маркетари више, мислам, онака, ова стана интернетов више помоќен од било која телевизија. Мислам, одамна е, али до тој степен адвертајзерски све се усоврши што не можам ни више што да кажам од тој аспект. Што мислиш технологијава, каде ќе оди? Затоа што деновиве гледаме, например, јас сум многу креативен, секој ден цртам, некако така. Почнав да снимам подкаст, секој ден гледам некои други идам на медитација онлайн. Не знам што, дури онака се држам овер бизи за да немам дистинкција на моментот, леле, не можам да излагам и све останато. Со среќа имам куче, поизлагам со него 3 пати. Али интересно е, например, како све се префрли онлайн, диџејеве, стримови прават, бендови, Bandcamp, солидарно се откажа од профитот. Дали мислиш дека солидарноста некако ќе се пробуди? Ја као еколошки освестен и многу ја сакам природата, пресреќен сум со нека слушам птици, нема коли, воздух има, све останато. Како ти го доживуваш некако? Што мислиш дека ќе се случува после сето? Предикција од овој момент, од оваа перспектива е нешто што е практично невозможно да се направи, бидејќи потполно се непознати овие територии, знаете. Белград има историја на неколку вонредни ситуации во меѓувреме, Македонија ова беше прва доведена вонредна ситуација. Белград имаше бомбардирање, имаше убиство, например, и луѓето околу мене во моето окружување, повеќето од нив биле барем неколку пати во вонредна состојба. И сега, она што е суштински различно меѓу ова што се случува сега и она што се случувало за време на бомбардирањето на Белград, суштински е тоа што во тој момент физичкиот контакт со луѓето бил пресуден момент на социализација. И сега, бидејќи тоа не можеме да го имаме, од објективни причини, ние тоа го правиме дигитално. Меѓутоа, секако се надевам дека ќе се јави поголемо ниво на солидарност, поред тоа што видов доста пораки на социјалните медиуми, не знам, например во Битола, кога имаше ние 2-3 автобуси со луѓе за карантин, ги носеа, реакциите беа катастрофални, мислам. Страшно. И тој момент на себичност се негде прелеа на друштвените медиуми, меѓутоа она што е јасна порака, секако она што е единствено во моментот што можам да го кажам е дека солидарност е единствено нешто што може да не спаси, бидејќи сме во непредвидлива ситуација, меѓутоа мислам дека заедно да бидеме тука пред се едни за други. Јас деновиве се слушнав со луѓе со кои што не сум се слушнал години назад, бидејќи има повеќе време, нема патување воопшто. Јас често патувам генерално и сега периодов не патувам воопшто, практично тешко и да излегувам од дома воопшто, и моите, да кажам, и врсници, и пријатели се во некоја слична состојба како јас, така да имаме многу повеќе време се чуеме пак после неколку години, и тоа е до некаде супер. Како ќе изгледа светот после сето ова, особено интернетот и технологијата целокупно, е тешко да се каже. Она што е доста значајно е секако дека сето ова потекна во Кина, каде што најголемото производство на технологија, односно на хардвер, се случува. Тоа значи дека достапноста на хардвер ќе биде секако доста проблематизирана во наредниот период, бидејќи повеќето од тие фабрики секако уште не работат.
а потоа секако и натаму ланците на снабдување ќе треба да пројде одредено време додека да се воспостават повторно, да работат нормално. Големите компании претрпеа одредени сериозни, да кажам, штети, големите 5. Дали тоа ќе се рефлектира на начинот на кој што тие прават технологија, дали нивниот пристап во иднина ќе биде посолидарен, јас искрено се надевам. Она што е доста значајно е ние и како организација и други некои организации во Европа пративме слични пораки, видов дека и некои оператори во Србија тоа го имплементира на луѓето кои што не можат да платат во периодов за интернет или за домен или за хостинг или за некоја своја дигитална услуга која користат, да не им се прекинува, да кажам, услугата, слично како и ова сметки за струја. Да. Тоа е супер, да, солидарност. Мислам дека тоа као гест е доста добро. Мислам дека многу се значајни полките што ние како индивидуалци ќе ги извлечеме апропо односот према технологијата и интернетот. Да, технологијата е тука. Составен дел од животот, се подоминантен дел станува, меѓутоа сепак јас мислам дека треба на некој начин да задржиме некоја ниво на здраво користење на технологија, а не да преидеме во некоја патологија на зависност или нешто така. И тоа што мислам дека доста луѓе кои што јас ги познавам се, вклучувајќи ме и мене, сме на некој начин зависни од технологија и од интернет генерално. Порано се сеќавам кога ќе одевме у роуминг, гасевме интернет, бидејќи беше доста скапо и onda као, не знам, туристички одиш во Париз, Лондон, кај и да, и као кога ќе најдеш негде ќе седнеш во Макдоналдс или Старбакс или не знам некаде пиеш кафе и ќе бараш Wi-Fi па да се конектира. Сега тоа е сето негде станато безпредметно, роумингот е џаби, имате за 5, 6, 10 евра пакет да активирате за интернет во роуминг и практично користите интернет цело време. И тоа ни створи навика да го земаме интернетот здраво за готово, што мислам дека не е добро. На крај на денот треба да малку размислуваме дека постојат опции во кои што можеме односно да се сетиме како може да се живее и без интернет, бидејќи не тоа ни толку лошо, да, малку смалиме screen time, односно време пред екран, и тука вклучува и телевизори, и телефони, и компјутери се, да малку може да читаме книги или не знам, прошетаме кога ќе можеме да прошетаме макар околу зграда, макар 2-3 пати дневно со куќето и други некои активности кои што да, мислам, технологијата и тука технологијата е супер, меѓутоа техноцентричен начин на живот е нешто што може би не е најздравиот пристап. Да, ја од кога практикувам screen time, контам колку поише го сакам интернетот и не практикувам више endless scrolling и секој ќе отворам Instagram, например, кој имам над 10 пораки и некако пак имам чувство, као добро е, ми дава впечаток дека го користам кој што треба. Значи не сум 24 таму, не сум available одма, така да digital detox денуваме уште поише го почитувам како термин и многу ми е драго што така го рефлектирам, пошто малтене седам многу на интернет. Тоа ми е животот реално, фриленсер сум, така да тоа го практикувам. Супер, Андреј, многу корисни информации, почитувани слушатели, вие се надевам дека ќе имплементирате ретито од ова. Инаку, ај за крај, може само да те прашам дали ви е во план да правите share conference повторно. За оние што не знаат, share conference беше нешто најпрогресивно 2 пати што се има случено на Балканот, каде што се споја технологија и музика и современ живот на едно место. 2 пати го правевте тоа, дали ви е во план повторно да го правите? 2 пати го правевме на Балканот, после тоа го правевме на некои други места, малку Можеш да им кажеш на слушателиве наши, пошто има и помлади кои што сигурно мислам дека па знаете како 2011-12, наредната година во април се всушност, па наредната година, заправо точно за година дена,
е 10 години од првата Share конференција и некаде наша скриена идеја која што срамежливо ја делиме во јавност, меѓутоа оваа прилика сега ќе ја искористам за тоа, е дека ќе се обидеме да организираме нешто поголемо, односно она што го правиме во меѓувреме. Мислам дека 10 години од првата конференција е секако датум кој што заслужува така нешто, и луѓето кои што биле присутни на првите две, да кажам, конференции кои што беа на Балканот, секако го заслужуваат тоа, така што заедницата која што тогаш се негде собра, спои, најде сите тие луѓе, ќе пробаме на некој начин да ги ангажираме повторно и ќе пробаме да организираме нешто сега. Таквите настани бараат многу ресурси и финансиски и човечки и секакви. Така што, не знам, во склад со она што ќе бидеме во можност да направиме, секако, да, тоа пред 10 години и сега голема е разликата во перспективите, тоа што изгледаше доста поинаку, сега изгледа како изгледа. После тоа, како што споменав, бевме и во Бејрут, бевме и во Тунис, бевме во Украина, по регионот организиравме десетици помали настани, меѓутоа голема конференција е секако нешто што мислам дека ќе биде интересно за целата заедница, потесна или поширока, не е тоа само секако наменето за исклучиво луѓе кои што се техно ентузијасти, него е просто, како што кажа, спојна на повеќе различни профили на луѓе на едно место, на некој начин фестивалски пристап на целата таа работа. Супер. Океј, значи добивме и ексклузивна вест, така да очекувам... Да, како што кажа, срамежливо уште, без било какви ветувања, меѓутоа работиме на тоа. Да, али реално многу беше тоа супер, се надевам дека и ќе се оствари сето тоа што ни на Андрој. Во ред, Андре, ја ептен ти благодарам што одвои време да нови пошто сигурно имаш и други работи што ги правиш, али 45 минути навистина ми е драго што можевме малце да им откриеме на луѓе во некои тактики како да му помогнеме на интернет да нови. Супер, мислам, ми е драго, фала ти на повикот, ми беше чест и задоволство и се надевам дека слушателите ќе уживаат како и ние сега. Да, апсолутно. За крај, нешто што ќе повторувам до крајот на изолацијава, ма и за да ни преде цело време навика, уживајте го времето што го имате дома, само изолацијата може да ви помогне да научите некои нови skills во животот или да пробате нешто што никогаш не сте го пробале да го работите. Гушкајте си ги домашните, затоа што реално овие мигови многу треба да сме свесни што значи луѓето што ги сакаме. Проверувајте си ги луѓето што ги сакате, па дури губете време на Zoom што се вика или било каде на социјална мрежа. Андреј напомена дека искористил контакти што не ги чул одамна. Пробајте, бравете се со нешто друго, прочитете нешто и уживајте. Јас сум Индок, ова беше Celebrate Life подкастот, епизода 5. Гостин ми беше Андреј Петровски од Share Foundation. Поздрав и до слушање.